Прилепскиот карневал Прочка 2026 после повеќе годишните главнопросечни изданија, годинава конечно се врати на старите патеки. Возобновените содржини, учеството на карневалски групи од неколку земји, како и избогатената програма, пак го издигнаа на заборавеното меѓународно ниво. Преку 500 групни и поединечни мански, инспирирани од секојдневните збиднувања и изработени во традиционален дух, главно од природни материјали, несомнено му го дадоа вистинскиот белег на годинашното јубилејно 25-то издание на Карневалот Прочка 2026. Карневалскиот дух веќе втор ден забрзано пулсира во градот под Марковите кули. Продолжуваме традиција на старите касапи, а мислам дека ќе се продолжи и понатака. Годинава сам дека 50 сосем мали вемечки. Ние секоја година се правиме некоја нова маска. 25 години Прилепски карневал, 25 години сме ние како учесници на карневалот. За оваа година имаме спремано доста интересна маска. Маската се вика Итер-Пео со селаните. Значи Итер-Пео тука ќе ги обучува селаните како да добијат право да воза. Или кажано, како добијат возачка. Оваа маска представува еден вид на воен човек кој е камуфлажиран и никој не може да го запримети. Односно, сум блендиран со природата. Многу ни е убаво и многу мене ме прави среќна. Според програмата, вчерашниот ден беше резервиран за детскиот карневал, кога пред стручното жири продефилираа десетина групни маски, сите креирани од прилепските ученици и нивните наставници. А додека денеска, во центарот од градот се одржа главното карневалско дефиле под стручното око на жири комисијата, но и на председателот на Карневалската федерација на европските градови ФЕК, Ларс Алгел од Шведска. Оваа година го враќаме интернационалниот дух на овој карневал и се надевам дека до година и повесели и побогати со маски ќе се најдеме овде на дефилето. Се надевам дека овие јубилеи ќе значат само подстик што понатаму треба да правиме и како да го развиваме овој карневал. Особено се свежи мемориите од 2012-та кога имаше конвенција и навистина сум среќен што успеавте еден рестарт на карневалот да направите и навистина многу посебни чувства имам што сум денеска тука присутен. Годинашното 4-дневно издание на Карневалот во Прилеп се одвива во рамките на два јубилеи: 25 години од Карневалот и 100 години од постоењето на прилепските мечкари, кои се и заштитено национално нематеријално културно добро. Карневалот завршува утре со познатото бело посно касапско гравче, кое традиционално ќе биде послужено во Присадскиот манастир Свети Ѓоргија, а во организација на прилепските мечкари. Чаршијата и угостителските објекти во овие карневалски денови имаат продолжено работно време, а и пригодни карневалски забави. Годинава по 10 години пауза возобновен е и градскиот дувачки оркестар, кој со својот настап го означи и почетокот на карневалот.